Добре, криптоентузијасти, денеска ќе направиме стандардна техничка анализа, како што беше најавено. Со тоа што пред да продолжиме со анализата нормално, би сакал да напоменам дека Ethereum Shanghai Upgrade е успешен и дека со ова влегуваме во официјална POS фаза на Ethereum, што значи дека официјално од денеска Ethereum спаѓа во POS блокчейните, односно Proof of Stake, и дека моментално значи се вршат дистрибуциите на staking rewards, како и на оние кои што сакаат да излезат со сите своји Ethereum и кои што ги имаат како валидатор, но имаме најава дека тоа се многу мал број на луѓе кои што излегуваат, што може да го погледнете и на самиот Ethereum chart. Само момент, значи можеме да видиме дека напротив од ова што се очекуваше, Ethereum денеска има памп, односно веќе е 3,4% во плюс, што значи дека, како што кажавме, е многу по-позитивен овој наставник како што е негативен, иако никој не може тоа да го знае со сигурност, не поради unstaking, односно она што го добиваат како стейкинг награда и го продаваат, затоа што вчера објасниме, доколку не сте го погледнале видеото, погледнете го, каде што објасниме дека според самиот потенцијал на Ethereum блокчейнот, едноставно нема доволно потенцијал за да направи тамп, односно нема доволно потенцијал за да може толку брзо да ги достави стейкинг наградите, за да може толку брзо да биде продадени и да падне цената. Што можеме да го видиме денеска во овој памп од 3,4 до сега, да видиме како ќе се продолжи понатаму нормално во текот на денот. Значи, битниот дел е дека Ethereum Shanghai надграбата е завршена и дека официјално од денеска понатаму, значи секој може да направи стейкинг и unstaking на својот Ethereum, со тоа што, како што веќе кажавме, некој период веруваме дека самата мрежа на Ethereum ќе биде доста зафатена со цел да ги достави овие staking rewards, како и оние кои што сакаат да излезат од целата оваа staking шема. Но во секој случај, значи веруваме дека сега за сега се е одлично, затоа што немаше никакви потешкоти како што можеме да видиме, и официјално од сега Ethereum влегува во следните надграби кои што ќе го надградуваат самиот блокчейн. Значи до сега имаше да речем промена на основата на блокчейнот и начинот на кој што функционира, а од сега натаму се што ќе биде следено ние Surge, Verge, Splurge ќе бидат уствари наменети со цел да се надгради Ethereum блокчейн. Така да тоа е добра вест, уште еднаш ќе напоменам, имаме една потенцијална лоша вест, која што иако немавме страф на пазарот, поради кој што ќе почнат луѓето да продаваат својот Ethereum од страф од дамп, очигледно тоа не се случува, затоа што уште еднаш ќе поменам. Може да предвидите како ќе изгледа unstakingот и како ќе изгледа доделувањето на наградите, затоа што знаете кој е потенцијалот на Ethereum. Но не може да знаете како тоа ќе делува на луѓето и нивниот, да речем, како ќе гледаат на целата оваа работа, со дали ќе се уплашат и ќе продадат од страф дека ќе има поголем дамп, очигледно тоа не се случува. Така да поради ова, тој страф не се реализираше, но се уште постои вториот страф дека во било кој момент значи, Комисијата за харта од вредност во Америка може да поднесе тужба против Ethereum, затоа што пред само неколку, значи гледате, не е ни цел месец кога посебен пат повторно најавија дека сите Proof of Stake блокчейни и токени представуваат хартија од вредност. Така да морам да го кажем, ова е круцијално. Верувам дека ваков тип на тужба ќе ја бутне цената на Ethereum надолу. Сега, како тоа ќе се одржи останува да видиме, затоа што многу од луѓето кои што поседуваат Ethereum го поседуваат на долг рок и сигурно нема сега кога конечно имаме staking и unstaking да се откажат, но тоа не го менува фактот дека има доста, како што се вели у криптосветот, слаби раце, weekends, кои што ќе го продадат својот Ethereum доколку се случи да ваква тужба дојде. Останува да видиме дали тоа ќе се случи, со оглед на фактот дека денеска е четврток, утре петок, се уште има 2 дена во кои што вакво нешто може да се случи. Можеби нема да биде веднаш тужба, можеби ќе биде Wells Notice, она предупредување пред тужба. Во секој случај останува да видиме како се тоа ќе се одвива, затоа што е доста битно дали Гери Генслер ќе има доволно храброст да го нападне најголемиот проект кој што може да го нападе, со оглед на фактот дека само биткоин не представува хартија од вредност според неговите кажувања. Така да останува да видиме, но тоа би значило не само пад на Ethereum, тоа би значило и многу поголем страф на пазарот. Иако денеска главната тема ќе биде нормално биткоин, би сакал пред тоа да поразговараме за DXY, затоа што моментално имаме следен состав на Федералната резерва на 2 и 3 мај, кој што ќе биде од исклучива важност во оваа ситуација со оглед на фактот што добивме некои податоци и би сакал истите малку да ги изанализираме и да видиме како тоа се одразува на DXY чартот, затоа што нас од целата оваа фрка, од сите овие податоци кои што ги анализираме за Федералната резерва и нивните состаноци, најбитно е како тоа ќе се одрази на самиот DXY чарт.
Сега, пред да навлеземе во DXY chart, сакам уште да напоменам дека не сум заборавил за најавата за лайвстрим за нашиот роден ден, кој што е by the way денес. Среќен роден ден нека ни е на нашиот канал. Ви благодарам на сите што бевте со нас во текот на целиот овој период. Значи не можам ни да верувам дека една година веќе имаме канал и дека овој канал активно работи. Значи можам да кажам со задоволство дека навистина имаме заедница која што за сега ни помага доста. Уште еднаш ќе напоменам, значи за разлика од многу од овие канали кои што се наоѓаат на Балканот, нашиот канал е комплетно бесплатен, како што може да видите. Немаме никаков профит. Главната цел на каналот е да ја расшири едукацијата за криптосекторот и да помогне на македонската нација каде да се наоѓа во светот, да се образува во овој сектор, затоа што доаѓа многу побрзо од она што го очекуваат. Дополнително, уште еднаш ќе кажам, главната цел на каналот е барем еден од оние кои што го гледаат да стане финансиски независен на крајот од овој биткоин бул циклус. На тој начин, уште еднаш ќе напоменам, сите оние кои што ќе можат да станат финансиски независни, нема да зависат ниту од партии, ниту од било каков тип на притисоци дома во нашата земја и на тој начин ќе може трезвено да размислуваат што понатаму со нашата држава. Уште еднаш профитите кои што ќе ги направите со нашата едукација се само ваши, но единствено што ќе препорачаме е кога ќе ги имате, за тоа што работиме заедно на истите, се надевам дека ќе ги искористите за добри цели, без разлика дали е тоа семејство, надграба на вашиот живот и слично, но уште еднаш сето она што се случува дома може да се надмине само со соодветен профит кој што луѓето од Македонија ќе го прават самите за себе си. Да не зависат од странски елементи, странски амбасади, домашни партии кои што се исто така по странски амбасади и калиња. Така да идејата на овој канал е да помогне за финансиско осамостојување на сите оние кои што го гледаат. Ви благодарам, продолжуваме понатаму како и секогаш и вашата поддршка е од исклучива важност за тоа што доколку немаме заедница, овој канал ќе престане да постои, ова го правиме се додека заедницата има интерес. Ви благодарам и продолжуваме понатаму. Нормално како за почеток ќе почнеме со DXY, каде што како што може да видите и сами, веќе се наоѓаме надвор од овој канал, ова жолто поле кое што моментално го имаме. И сега, ќе го направиме ова како соодветна анализа, но пред тоа мораме да објасниме што очекуваме од Федералната резерва, пред да сватиме што очекуваме од движењето на DXY индексот. Затоа што знаете и сами дека DXY индексот, како и секогаш го објаснуваме ова, значи сакам да го покажам со цел сите оние кои што се нови на пазарот да разберат зошто е од исклучива важност движењето на DXY индексот. Значи оваа портокалова линија е цената на биткоин во противвредност на вредноста на DXY, односно на доларот, каде што можеме да видиме дека е обратно корелира. Односно, секој паѓање на DXY значи подигнување на цената на биткоин, затоа што едните се тргуваат спротивно на едното со другото. И е нормално дека кога цената на биткоин паѓа, цената на DXY паѓа, вредноста на биткоин расте и обратно. Така да поради оваа причина од исклучива важност ние постојано да правиме анализа и на DXY индексот, иако многу од вас можеби сакаат едноставно да гледаат чарт на биткоин и тоа е тоа, не функционира така. Економијата представува комплексна машина од многу елементи без кои што доколку гледате само еден елемент, односно да речем еден конкретен дел од механизамот, нема да видите целата слика, односно нема да ви биде јасно зошто тој дел од механизамот функционира така додека не ја разбирате целата машина. Затоа мораме да го правиме ова вака, за да имате целосна слика за тоа што се случува моментално во економијата. Така да во оваа ситуација, моја грешка беше дека јас очекував дека федералниот состанок ќе биде негде на крајот од месецот, очигледно е на почетокот, значи дека нема да имаме дупли податоци односно и втори податоци во мај за инфлација и за невработеност, така да ќе мораме да ги реализираме само овие кои што ги добивме во април за месец март, со цел да видиме што очекуваме на следниот состанок на 2 и 3 мај. Иако веќе имаме гласање, по кое што, значи, според самото гласање на investing.com, можеме да видиме дека оприлика 66% очекуваат дека ќе добиеме нов рейт хајк од 0,25, додека останатите 33 очекуваат дека ќе останеме на 5 или потенцијално ќе намалиме 0,25, што јас не верувам дека ќе се случи отворено. Значи, они сега моментално разговараат дали треба да се покачи или дали треба да се престане. А да се намали, јас верувам дека сме далеку, така да верувам дека и да се случи ова, ќе остане на 5%, што, се уште недостижно, барем за сега. Сега, каде е овдека целата оваа ситуација, значи од каде потекнува целата оваа ситуација?
Ако се сеќавате, вчера напишав еден краток пост во кој што кажав дека CPI инфлацијата, која што представува инфлацијата во сите добра, сите услуги, сите цени, е многу добро намалена со оглед на фактот дека имаме намалување до 5%, не знам зашто дека не е апдейтирано, јас ќе го отворам овде, претпоставувам дека уште има потребно време да го апдейтираат на чартот, не ми е јасно зашто, но како и да е, затоа го имаме овој бекап чарт, во кој што се намали, значи од 6 на 5%. Пад за 1% е огромен пад. Може да видите дека такво нешто многу ретко се случува и пад од 6 на 5% е огромен пад кога станува збор за ваков тип на инфлација, но каде е овдека проблем? Проблемот е што кор инфлација, која што представува истиот овој индекс на инфлација, од кој што се одземени цените на горива и храна, наместо да паѓа, се покачи за 0,1%. Проблемот во оваа ситуација е што Федералната резерва и понатаму многу повеќе му верува на овој индекс, односно на кор инфлациониот индекс, отколку на CPI инфлациониот индекс. Зошто велам дека ова е поголем проблем од CPI инфлацијата? CPI инфлацијата е она популарна инфлација која што сите ја гледаат. Но овој индекс е многу побитен кога станува збор за одлуките кои што треба да ги направи Федералната резерва на следниот состав. Односно, ова покачување од 0,1% покажува дека доколку се одземат горивата и храната, кои што сами по себе се многу волатилни, многу нестабилни, тоа значи дека сите останати, како што се недвижими, како што се трговија на горива и слично, на ресурси и слично, представува значи дека во останатиот сегмент инфлацијата се покачила за 0,1%. Значи не само што имаме забавување постепено, 5,7 на 5,6 на 5,5, туку имаме заоблување на индексот нагоре. Што значи дека Федералната резерва, со оглед на фактот дека индексот за невработеност дојде повторно во нивна корист, односно наместо да расте, истиот се намали од 3,6 на 3,5. Федералната резерва, доколку не е исплашена дека банките понатаму ќе продолжат да пропаѓаат, од овие два индекса го има секој право да продолжи со rate hikes. Зошто? Затоа што двете основни работи кои што треба да ги вршат се намалување на невработеноста, која што е на рекордно ниско ниво, и намалување на инфлација. Со оглед на фактот дека невработеноста е многу ниска, а со вака ниска невработеност, значи дури до 4% има солиден простор за и понатаму да продолжат со rate hikes. Иако неофицијално, значи они дополнително се задолжени за добробитот на целата економија, во случајов очигледно не име гајле како моментално целата економија ќе се однесува, односно дали ќе има рецесија, дали ќе има пат или не, се додека не ја спуштат инфлацијата на очекуваното 2% ниво. Но не заборавајте, не само CPI инфлацијата, треба да спуштат и кор инфлацијата на 2%. Како што можеме да видиме, кор инфлацијата за жал се заоблува нагоре, што е многу лош знак, може да направи ова што го направи и овде. Значи од 6,5 да падне на 5,9 за повторно да порасне на 6,6. Што значи, моментално, ова според нив значи дека rate hikes не се доволни за да биде и понатаму бутната инфлацијата надолу. Нив им е страв дека ќе се повтори ова од 70-тите и 80-тите години, кога сме имале дабл топ на инфлација и поради ова моментално толку значи ова е буквално проблемот што нив очекуваат дека ќе се случи, доколку не притиснат доволно моментално на економијата и запрат со rate hikes, може да се случи повраќање на инфлацијата на уште повисоко ниво. Поради оваа причина моментално јас верувам дека и понатаму ќе додадат уште 0,25%, односно верувам дека оваа процека која што имаат овдека дека 66% веруваат дека повторно ќе имаме rate hike од 0,20%, верувам дека е вистината. Со тоа што на овој начин они се повеќе и повеќе ја кршат сопствената економија. И верувам дека ова ќе се одрази лошо и затоа оние очекувања на многу луѓето дека ќе имаме рецесија се повеќе и повеќе се вистините. Затоа што очигледно не можат доволно брзо да ја намалат инфлацијата на очекуваното ниво од 2%, што значи дека порано или подоцна доколку се случи повторен колапс како на втора по големина банка во историјата на Америка што пропадна SVB, значи оние ќе нема да имаат избор освен да престанат. Затоа што нивната економија е базирана да принтање пари. Значи, зборуваме у последниве неколку декади, целата економија е базирана на принтање пари. Не можеш ти туку така само да ги исклучиш овие машини за принтање и да се надеваш да е најдобро. Принтање пари и акумулирање долг. На тој начин функционира цела Америка и цел свет. Поради оваа причина,
колку и да изгледа моментално позитивно ова, што добивме намалување од 6 на 5, што е голем скок, не знам зашто се уште не апдетиран, верувам да ќе апдетиран наскоро, од 6 на 5%, е многу добро на краток рок, што можеме да го видиме во денешниот памп. Рековме дека ќе добиеме и еве го, моментално се случува. Затоа што пазарите се релаксирани поради ова, затоа што имаме паѓање на инфлацијата. Но, оно што многу луѓето не го разбираат поради вакви пат е дека CPI индексот не е толку битен кога одлучува Федералната резерва. Затоа можеме да видиме дека и понатаму очекувањата за зголемување од 0,25% се уште присутни. Сега, ако се вратиме назад на DXY индексот, битниот момент со 0,25 и понатаму покачување е тоа што се повеќе и повеќе се забавува падот на DXY. Односно, ако погледнеме на дневно ниво, оно што нели го разговараме веќе со месеци, кога имавме големи rate hikes од 0,75, гледате што се случуваше со DXY индекс. Значи секој 0,75 има практично следен all time high. Така. Со тоа што во првиот момент кога престанаа да покачуваат за 0,75, добивме пат на DXY индексот, односно го достигнавме претходниот all time high. Од овој all time high за овој последен bull market на DXY индексот. Со тоа што моментално можеме да видиме дека колку повеќе се намалува rate hike-от, се повеќе и повеќе губи сила DXY. Зошто е тоа така? Главната причина е затоа што имаме недоверба кај инвеститорите во DXY. Односно, се помалку луѓе веруваат дека DXY ќе продолжи да расте. Колку помалку веруваат дека ќе продолжи да расте, толку повеќе ги вадат своите средства од доларот и можеме да видиме и на индикаторите дека се повеќе се намалува оваа зелена линија, што значи дека имаме одлив на капитал во доларни средства. Односно, луѓето ги променуваат своите средства во нешто друго. Обврзници, крипто, хартија од вредност, евра, не знам во што и да е. Со тоа, значи, и продолжувањето на 0,25 и понатаму го намалува оптегот на долари на пазарот и со тоа се намалува овој пат. Значи, колку и да луѓето се ослободуваат од доларите, овој тип на инструмент го намалува количеството на долари на пазарот. Колку помалку, толку повеќе нивната вредност. Значи, нормално е тоа. Колку одредено добро е во помала количина, толку поретко и толку повредно станува. Со тоа што битниот момент кога гледаме на неделно ниво е тоа дека конечно испаднавме од ова поле каде што ги имавме претходните крајот на два bull маркети на DXY и значи уште побитно ќе биде утре во петок, затоа што сабота и недела овој индекс не работи, значи е замрзнат. Утре до крајот на работното време во петок да се задржиме под ова жолто поле. Затоа што гледате дека досега ниту еднаш не успеавме да пробиеме под истото, што ќе биде многу добар показател за понатамошно растење на останатите индекси, посебно криптопазарот. И во оваа ситуација гледаме дека денешниот раст на цените прво е барем според мене е поради намалувањето на CPI инфлацијата за 1%, а второ е поради големиот пад на DXY индексот, затоа што за DXY да падне 0,26% да речем на дневно ниво, тоест нели само да. Че ова е на генерално на дневно ниво 0,26%, но гледаме дека имаме многу поголем пад од да речем ова објавување на стапката за инфлација и слично, значи тоа уште од вчерашниот ден. Можеме да видиме дека вкупниот пад заедно со вчера, откако конечно беше објавена оваа стапка на пад, е 0,85%, што е голема промена за DXY индексот. Значи тоа е огромна промена за DXY индексот и гледаме дека на дневно ниво направиме свеќа доле под ова поле. Многу битно ќе биде до крајот на неделава да успееме да се задржиме под ова поле и да направиме нова свеќа овде со цел да докажеме дека конечно сме го пробиле ова поле кое што досега ни беше поддршка на цената за овој dead cat bounce. Сега, дали тоа ќе се случи старо да видиме утре, но очигледно според индикаторите има простор за тоа. Значи се уште имаме доволно простор за да се задржи овдека, значи не сме oversold, препродадени, така да се уште има простор тоа да се случи, а тоа ќе биде уште поголема потврда дека се движиме многу добро во следниот bull market со биткоин. Сега, исто така, значи ова е во кратка анализа за DXY нормално, во однос на SPY, значи нешто интересно што најдов, гледаме дека оваа недела имаме обид за придвижување нагоре на овој индекс, но можеме да видиме дека, барем според оно што јас моментално можам да го видам, од оваа формација, формираме триангол. Значи, ако се придвижиме на дневно ниво, можеме тоа многу подетално и подобро да го видиме. Значи, ако ги споредиме движењето на самата цена на SPY,
очигледно формираме паѓачки триаголник затоа што врвот е надолу под 50 практично вредноста од овие две. Така да, поради ова што имаме надолен триаголник, голема е веројатноста дека вакви триаголници во 70% од времето се кршат во нагорна линија. Гледаме дека веќе сме испаднати над него, но ако го погледнеме на неделно ниво, се повеќе и повеќе изгледа како триаголник затоа што, нели, за да скршиме над ова, треба оваа недела свеќе да заврши над овој триаголник, иако овие 4 страни не се доволни, но се повеќе и повеќе изгледа како дека ова ќе биде триаголник кој што ќе се формира во текот на наредниот, да речем, месец ден. Сега, многу е битно што ќе се случи денес, со оглед на фактот дека се уште не се отворени маркетите, значи ни за Nasdaq, ни за S&P 500, и нормално ќе видиме како ќе изреагира пазарот еден ден после добрата вест за CPI инфлацијата, но како што можеме да видиме вчера, тоа не беше нешто посебно добро за овие пазари, додека можеме да видиме дека за криптопазарите денеска и не е така лошо. Значи, иако можеме немаме некој апсолутен пад, немаме пад. Тоа е многу битно. Сега, дали и понатаму ќе продолжи да се формира, останува да видиме, со оглед на фактот дека гледаме точно моментално се движи по оваа линија на горната страна на триаголникот, останува да видиме како тоа ќе се одвива, но проблем во оваа ситуација е тоа што имаме, значи, зошто викам дека се повеќе и повеќе изгледа како да се формира триаголник. Проблемот што имаме, но имаме врв, имаме повисоко дно, но понизок врв. Така да во оваа ситуација единствено што може да биде логично е формирање на ваков тип на триаголник. Сега ќе видиме дали и понатаму ќе продолжи, но верувам дека ако продолжи во овој терк, голема веројатност дека цената ќе се врати назад во овој триаголник и ќе се движи негде околу оваа средна жолта линија која што имаме во текот на целата оваа година. Така да нели, останува да видиме, но како и да е, тоа е некоја кратка анализа која што може да дадам сега, посебно со оглед на фактот дека на дневно ниво веќе утврдивме локален врв и гледаме дека имаме прекршување на индикаторите, значи RSI се враќа надолу од комплетно препродаден во вредност 100, тоа е 100 RSI. RSI се наоѓа од 64 се движи надоле, MACD веќе покажа дека се придвижува надоле, значи го имаме овој прекршување на вредноста и гледаме дека имаме одлив од хартија од вредност, односно гледаме дека капиталот го напушта ова поле. Така да тоа е оно што можеме да кажеме за S&P 500, не е толку далеко од вистината и со Nasdaq, со тоа што Nasdaq има малку подобар резултат за разлика од S&P 500, затоа што успеа да направи до повисоко дно, тоест дно, повисоко дно, врв, повисок врв. Што е многу поправилен начин на движење на цената, но гледаме дека и овдека добивме два последователни врва, кои што моментално не покажува на корекција надолу, односно на традиционалните пазари очекуваме пад. Сега, тоа е во однос на DXY, SPY и Nasdaq. Може да погледаме биткоин. Значи јас само на кратко го земав овој 4 часовен чарт, само за да покажам еден многу битен момент. Односно, ако се сеќавате до сега, овие полиња кои што ги поставиме жолтото, кое што представува полето на акумулација во текот на претходниот bull market во 2021 година, во оваа ситуација можеме да видиме дека многу точно, значи влезот на ова поле е да некој начин видлив на 4 часа. Значи гледаме 1 ритест, 2 ретеста, 3 ретеста за конечно да влеземе во истото поле. Исто и како ова бело поле кое што моментално го имаме, а тоа е онаа свеќа во обратна насока на дневен чарт. Само да погледнете точно како тоа изгледа. Значи ова е, тоест на неделна, не е на дневна, се извинувам, само момент. Значи за да видите каде се наоѓаат овие нивоа и за да видите колку реално техничката анализа ни ги покажува. Значи ова е полето на акумулација и практично отпор, поддршка тоест на цената во 2020-2021 година за bull маркетот, кое што моментално рековме дека ни представува отпор на цената овдека, како и ова свеќе кое што е единствената во целата оваа низа на паѓачки цвеки, кое што моментално е во обратна насока, кое што моментално, ако погледнеме на 4 часа, многу јасно ни покажува дека точно околу ова поле пред тоа сме имале отпор, за сега моментално истото да се претвори во поддршка. Односно, ова што го гледаме овдека, овој ритест на 4 часа, буквално го ретестира ова поле кое што го видовме од онаа свеќе на неделно ниво. Значи, тоа е само на кратко, јас не сакам да ја анализирам 4 часовните чартови, затоа што се непредвидливи и најчесто луѓето те фаќаат веднаш за збор, но само сакам да ви покажам колку техничката анализа е правилна, кога точно ќе го направите тоа, и овдека можеме да погледнеме, значи точно ова определување на неделно ниво на полето е запазено со овие две свеки, односно имавме ритест и моментално повторно движење нагоре во овие два дена.
Сега, друго што можеме да забележиме е тоа дека повторно се наоѓаме надвор од Болинџер бендот. Ваквата индикација ни покажува дека овој индикатор ќе побара фактично, ќе ја притисне цената и понатаму да се придвижи хоризонтално, но се подолго, колку подолго се задржиме над оваа бариера од 30.000, толку подобро за нас, затоа што 30.000 представува психолошка бариера преку која што многу од луѓето треба да поминат пред да кажат да конечно е претворена во отпор, во поддршка. Значи, зошто е тоа така? Исто како 20.000. Значи 20.000, иако не се наоѓаме точно на 20.000, значи истата сама бариера помогна многу во однос на да рекол значи задржување на цената околу 20.000, се до моментот кога конечно утврдиме дека 20.000 е поддршка, дека конечно е претворена во поддршка и овој ритест го покажа тоа. Истата ситуација моментално ја гледаме и овде, каде што цената колку подолго се задржи над 30.000, толку подобро за нас, толку повеќе ни покажува дека цената е стабилна околу 30.000, дека нема преголем број на продавачи кои што сакаат да земат профит овде. Ова ќе се случува седно дека имаме барем додека немаме негативни вести. Вест од типот на SEC кој тужи Ethereum, вест од типот на продолжуваме со rate hikes, очигледно нема да помогне во оваа ситуација, но сега за сега негативни фундаментални вести нема, кои што ќе ја бутнат цената надолу, а дополнително гледаме дека цената стабилно се држи веќе 3 дена околу нивото и над нивото на 30.000, што е многу добар показател. Иако пак ќе напоменам дека кога ги погледнеме индикаторите се крајно oversold, значи уште еднаш се навраќаме на оној момент кој што го напоменав претходно, значи во bull market, сега иако се уште не сме во full blown bull market, би сакал само да напоменам во моментите кога се наоѓавме во придвижувањето нагоре пред претходниот all time high. Значи, затоа и го имам ова како пример, еве на дневно ниво ќе го разгледам. Претходниот all time high во 2017 година, каде што имавме 20.000 отприлика. Во моментот кога стигнавме за да го пробиеме овој all time high, значи имавме оваа корекција, каде што јас очекував да ќе се придвижиме многу подолго, така. Но продолжиме да се движиме нагоре. Овдека се наоѓаме слично како што се наоѓаме во оваа ситуација. Односно, гледайте, имаме локален врв, имаме oversold на MACD, oversold на RSI, сток RSI, значи oversold на се имаме, така. Но што се случува? После пробива нагоре на 20.000 бариерава, така. Значи, наместо да добиеме корекција, гледате што се случува. И понатаму продолжува да се движи цената нагоре, а само хоризонтално се движат индикаторите. Односно, иако сме oversold, значи RSI продолжува да се движи над 70, но гледате колку голем период. Значи од 19 декември 2020 година па до крајот на јануари, значи 21 јануари, пред конечно да почне да паѓа во следна корекција. Затоа и велам, некогаш во биткоин, иако техничката анализа и понатаму ни покажува дека е крајно време за да направиме корекција, значи може да се задржи подолг временски период во она поле на oversold, значи на препродадено, каде што моментално се наоѓа. Така. И посебно кога тоа станува збор за bull market. А јас мислам дека официјално веќе сме влезени во bull market, можеби само потенцијални вести за рецесија глобална или евентуално нова војна во Тајван би можеле тоа да го поништат и да добиеме корекција, како што беше случајот со COVID-19. Но во оваа ситуација, значи буквално верувам дека е многу возможно и понатаму да добиеме практично хоризонтално движење на овие индикатори, а да продолжиме да се движиме нагоре на биткоин чартот. Уште еднаш, ова мора да биде попомогнато од фундаментални вести. Значи, сега за сега можеме да видиме дека интерес за да продолжи овој памп нагоре нема, со оглед на фактот дека се повеќе се намалува волуменот на трансакции, волуменот на купување и продавање. Но можеме да видиме дека за ова е потребно да имаме солидни да речам вести од типот на, не знам, биткоин адаптација некоја нова држава го превземала, за да може уште толку да го забрзе тоа. Не можеме да се надеваме, но само ви кажувам дека без такви вести прашање на време кога ќе добиеме корекција, со оглед на фактот дека сме многу високо. Но биткоин во bull market е крајно непредвидлив. Затоа и ви кажав дека DCA, кога правиме DCA во најниските делови, правиме за сега да не мораме да зависиме од моментот дали ќе се коригира. Значи, постојано ви кажувам тоа. Кога сте поставиле солидни фундаменти на вашето инвестирање во моментот кога сме биле на самото дно, што и да се случи сега не е битно, затоа што вие по големиот дел од портфолиото сте го алоцирале, како што го направиме тоа ние. Така да во оваа ситуација, дали ќе се коригира малку, дали ќе продолжи хоризонтално, нас не ни менува многу. Но е добро да знаеме што понатаму за
потенцијално реинвестирање, да речеме, на нашиот капитал кој што сме го акумулираме преку време. Во оваа ситуација, доколку погледнеме на, да речем, другите нели нормално чартови, да видиме што ни покажуваат истите, се уште би кажал дека ретест на 200 неделната средна вредност е повеќе од потребен. Дали тоа ќе се случи останува да видиме, но моментално, како што можеме да видиме, има голем интерес цената да се задржи на 30.000. Потенцијално, евентуално, значи дека ќе имаме корекција, тоа е повеќе од сигурно. Кога тоа ќе се случи останува да видиме. Сега за сега цената изгледа стабилна на 30.000 и не гледам вести кои што ја бие бутнале надолу. Но знаете дека тоа може да се смени во рок од неколку часа. Со оглед на фактот дека во секој бул маркет претходно, како што се сеќавате, значи ова многу пати го објаснивме, ритест на 200 неделната вредност е повеќе од потребен. Ритест на бул маркет за support бендот е исто така повеќе од потребен, зборуваме за успешен ритест кој што го направивме, но нели би било добро доколку овој ритест на 200 неделната средна вредност би го направиле сега, за да не мора да го направиме многу понатаму и да биде многу поголем падот до самата 200 неделна средна вредност. Иако тоа не мора да значи, со оглед на фактот дека 200 неделната средна вредност го следи чартот на биткоин и се придвижува исто така постепено нагоре. Што значи дека ритестот ќе биде на многу поголема вредност. До сега за сега можеме да видиме дека и понатаму интерес има за купување на биткоин и затоа цената успеа да промени да се задржи над 30.000. Уште подобро би било и кога ќе успееме да направиме нова свеќа над 30.000 на нова неделна база, односно тоа ќе биде нели во понеделник, но нели до тоа што станува да видиме како се тоа ќе се одвива. Како и да е, сега за сега не гледам никои фундаментални вести кои што може ова да го сменат и гледам дека постепено се движиме во следниот бул маркет. Значи не гледам причина зашто би бил скептичен. Очигледно, кога ова сме го виделе претходно многу пати од биткоин, дека може да се задржи на ова ниво на oversold некое време, додека прави одреден памп, како што тоа го гледаме во сите можни индикатори. Не гледам причина зашто тоа не би продолжило понатаму, со оглед на фактот дека дури и инфлацијата CPI дојде намалене за цел 1%, што пак не е лоша работа. За кор инфлацијата ќе видиме како изреагира Федералната резерва, но сега за сега навистина не гледам причини зашто би се вратил назад биткоин до ова ниво, освен ако не добиеме некоја фундаментална вест која што не сме очекувале. Следно можеме да видиме дека и овој канал, макроканал кој што го следиме многу пати, ни покажува дека беше точно она што го кажавме дека ова ќе биде налик на ситуацијата во 2015 година, каде уште еднаш ќе напоменем, имавме пробив под овој канал, се здржавме една свеќа под каналот, за веднаш потоа да се вратиме назад во истиот, истата ситуација имавме овдека. Пробив под каналот, една свеќа надвор, се вратиме во истиот, дури и моментот со ритест на bull market за support бендот беше ист, што е доста интересно. Ако го добиеме истиот bull market како што тоа беше ситуацијата во 2015 година, од овој момент можеме да очекуваме со мали корекции само нагорно движење на биткоин. Тоа не значи дека ќе биде исклучиво ист, но ако тоа се случи, можеме да очекуваме дека овој ќе продолжи и понатаму. Со тоа што овој дел не сакам да го правам многу често, но ќе го направам овој пат за вас. Значи што ќе направиме, ќе го ископираме овој дел од чартот за да видиме како би изгледало доколку се повтори ова движење од оваа посебна свеќа. Значи ќе го ископираме целиот bull market, чисто да видиме како би изгледало тоа. Значи ова е фактички копи од чартот кој што го имаме овдека, значи ова е копија од самите свеќи. Ако ги поставиме на првата свеќа која што моментално беше надвор, значи еве како би изгледало. И ако го продолжиме овој канал, гледате колку добро само тоа изгледа. Значи ако го продолжиме овој канал, чисто да видите дека некогаш ваков тип на чартови помагаат многу. Значи гледате. Значи ова е ископиран овој дел од чартот кој што го имаме овој цел bull market во 2015-2017 година и го поставивме точно на првата свеќа од излезот надвор. Што ни покажува дека, значи пак сега, не ме земајте за збор на нешто кога ќе се случи. Моментално ни покажува вредност од 824.000, што е премногу. Не значи дека нема да се случи, пак ќе напоменам, но ни покажува како би изгледал овој чарт доколку го копираме од претходната ситуација и го поставиме каде што моментално се наоѓа. Значи повторно ова е само на некој начин да ви покажам дека некогаш ваков тип на патерни се повторува. Што јас ќе направам е ќе го оставам овој чарт овде и нормално следниот пат ќе можеме да погледнеме дали истиот ќе се движи така, но повторно ова не сакам да го правам затоа што многу често луѓето земаат веднаш он кажа дека ќе се движиме до 890.000, што во оваа ситуација кореспондира со самиот канал кој што моментално го имаме овдека.
Значи затоа и не го правам ова копирање на чартови многу често, затоа што верувам дека сега веднаш ќе ме земете за збор и ќе биде ти кажа дека овој bull market ќе одиме до 890.000. Ова е само да ви покажам како многу често луѓето прават предикции на тоа што се случува кога ќе најдат ваков тип на слични патерни. Останува да видиме како и да е, но ќе го оставам чисто за индикации за следен пат. Сега, следна работа која што сакам исто да напоменам е дека во оваа ситуација изгледа дека доколку не направиме уште еден ритест на горната граница на овој trading range, очигледно изгледа дека ова, ако повторно, ако успееме да се држиме на 30, не заборавајте. Значи, ако е тоа ситуацијата, тогаш ова официјално, значи, успеавме преку следење на нашиот канал, сите оние што го следеа, да видат како една цела Wyckoff акумулациона шема се реализира. Значи, буквално, уште од овој момент овдека, ние фактички го следиме овој чарт, откако успеавме да тврдиме дека е Wyckoff акумулација и буквално ги најдовме сите овие елементи на самиот чарт. Сите оние кои што следеле нашиот канал го виделе тоа, доколку не може да ги погледнете нашите анализи наназад, за да на некој начин ви дојде појасно да видите што сме правили, како сме го правиле тоа. Во секој случај, она што гледате моментално овдека е резултат на следење на оваа шема, која што моментално ни покажува влегување во следната фаза, а тоа е оваа експлозивна фаза во движење во следен bull market. Повторно, не значи дека ги се случи, може да добиеме корекција, но сега за сега, според самата фаза, ако гледаме само од технички аспект, очигледно се движиме нагоре, што значи дека оваа акумулациона шема е завршена. Ако добиеме некоја максимална корекција од 30 назад до 25, каде што би направиле ритест, се уште влегува во оваа шема со оглед на фактот дека најчесто и се случува ритест на горниот trading range на Wyckoff акумулацијата пред да продолжиме нагоре. Што значи, ова е уште еден доста интересен едукационен момент, исто и за мене, затоа што и претходно сум успеал да направам ваква шема, а тоа беше во летото 2021 година, и тоа е исто акумулациона шема, но е доста интересно кога ќе го направите ова постепено и ќе следите секој момент, секој елемент, затоа што помага доста во учењето на сето она што имаме да го представиме во техничка анализа. Секогаш напоменуваме дека техничка анализа е само половина, и ако знаете добро техничка анализа, секогаш треба да се попрете и на фундаменталните работи кои се случуваат во светот на економијата, да имате целосна слика. Затоа постојано имаме и вести и техничка анализа за да представиме на целосна слика. Затоа и кажав, во фундаменталниот дел се уште не гледам причини поради кои што би се придвижиле надолу. Следна интересна работа е Fear and Greed Index, каде што гледаме дека и традиционалните и криптопазарите се на ист левел од Fear and Greed Indexот, а тоа е 61, кој што представува грид. И повторно, голема е веројатноста дека и понатаму може да продолжи движењето на биткоин иако сме во грид, но најчесто многу луѓето ги вадат своите профити овде. Но пак ќе напоменам, претходно биткоин има историја на негирање на ваков тип на индекси, со оглед на фактот дека се наоѓа во full blown bull market. Иако не сме таму, очигледно сега за сега целиот овој наратив ни покажува дека биткоин добро се движи и дека се повеќе и повеќе луѓе веруваат во него, со тоа што не заборавајте дека регулативата и масовната адаптација е буквално чекор до нас. Пак ќе кажам, дали е тоа еден ден, дали е една година, тоа не го менува фактот дека сме многу блиску до масовна адаптација на целиот криптосектор, почнувајќи со биткоин. Тоа може да го видите од регулативата која што се појавува во сите земји. Без разлика дали е негативна или позитивна, битно е дека се појавува. Не постои негативна и позитивна репутација, постои репутација. Во оваа ситуација, дали вие ќе се обидете да го банирате биткоин или ќе се обидете да го легализирате, покажува дека сте заинтересирани, дека сакате да научите што е тоа и дека сакате да го регулирате на еден или друг начин. Што значи вие и да не сакате да го направите, ќе го направите популарен затоа што ќе се обидете да го регулирате. И многу луѓе ќе научат за него. Автоматски не постои негативна и позитивна репутација, постои репутација. Па така сите овие држави кои што се обидуваат да регулираат само помагаат многу луѓе да научат што представува биткоин и криптосектор. Сега интересен исто индикатор кој што покажува дека ова е така е и биткоин сентиментот, кој што ваков тип на висока вредност најчесто добива кога ќе влеземе во bull market, но не е и во оваа ситуација очигледно. Со тоа што во оваа ситуација не е биткоин толку колку што е Ethereum, верувам, задолжен за целата оваа ситуација и како што може да видите, значи вредноста на сентиментот, односно на тоа колку различни Twitter, Reddit или генерално биткоин ток на интернет се повисоки. Ја верувам дека ова беше исклучиво битно поради ситуацијата со Ethereum и добивме некоја вредност која што беше над 8,
0,8, се извинувам, од можни 1, што значи дека скоро премногу се зборувало за биткоин, да речеме. Овдека е 0,8, а имаме уште повисока вредност, значи дека е над 0,8. Тоа е многу добро за криптопазарот, затоа што колку поголем е овој биткоин сентимент, односно скоро на користење на крипто, да речем, за разговор на интернет, толку повеќе луѓето знаат за него, толку повеќе се интересираат. И CBBI, како и секоја што крај 28, се движиме во нагора насока, постепено, што ни покажува дека дното е далеко зад нас, како што можеме да видиме во сите претходни ситуации, и дека се движиме постепено во следниот bull market. Дали ќе биде тоа како во 2019-2020 или ќе биде во 2016 и 2017, не го менува фактот дека се движиме нагоре и дека CBBI, овој индекс групиран од овие 10 различни индекси, се повеќе ни покажува дека се движиме на прав пат кон следниот bull market. Нормално за крај, секогаш го земам ова Bitcoin Block Halving Reward, затоа што ни покажува јасно каде се доаѓаме во еден циклус кој што досега беше мерилото по кое што можеме да видиме дека се движиме во целиот овој период, со тоа што доколку го погледнеме Bitcoin чартот на еден месец, оној кој што го имаме за ваков тип на водење, гледаме дека досега многу пати сме го напоменали, ќе го напоменеме уште еднаш, значи постојано се движи точно како што го налага тоа самиот биткоин циклус од 4 години, односно 48 месеци, кој што досега, нели со исклучок на еден месец, буквално секој bear market бил запазен, значи дното од bear marketот е на секој 47 месеци, па вклучувајќи го последното, врвовите се на секој 48 месеци, до сега барем 3 успеале да го направат тоа, и нормално халвинзите непобитно, значи таков е самиот алгоритам, со тоа што следниот халвинг треба да биде, значи сега според ова, на 27 април 2024 година, што значи се ближиме многу блиску до една година пред следниот халвинг, што се очекува, како што можеме да видиме на крајот од овој месец, а според досегашните искуства, гледаме дека една година пред самиот халвинг најчесто цената се придвижува нагоре пред експлозивното движење. Нагоре пред експлозивното движење, овдека единствено имаме причина, односно COVID-19, поради кој што не се придвижи нагоре пред експлозивното движење, така да верувам дека и во оваа ситуација, доколку немаме некој масовен момент како нова пандемија, нова војна, би било буквално оно што досега го имаме видено во секој биткоин циклус, односно придвижување нагоре пред масовен булран. Така да во оваа ситуација, уште еднаш ќе напоменам, се наоѓаме многу блиску пред конечно да бидеме една година пред самиот халвинг, и уште еднаш ќе напоменам, имате многу време за да научите што представува криптосферата, што представува биткоин, каде се пронаоѓате во истата. Нашиот канал е овдека да ви помогне во тоа. Досега направивме солидни проекти. Првиот е категорија во криптосекторот, кој што е како плейлиста кој што може да го научите. Вториот е едукациони материјали кои што се уште ги правиме. До сега со почетната техничка анализа и напредниот курс има повеќе од 76 видеа во кои што може да се едуцирате од секаков сегмент, техничка анализа, фундаментална анализа, дополнително економски поими, економски случувања, така да ќе ви помогне многу за да знаете каде се наоѓаме во овој пазар и што да очекувате од истиот. И нормално, како и секогаш, работиме на нов проект, каде што ги работиме топ 100 проекти по market cap, иако малку сме назад, тоа не го верувам фактот дека продолжуваме и понатаму како и претходно, со тоа што за оние кои што заборавиле, би сакал само да напоменам дека моментално на нашиот канал може да најдете која беше последното што сте огласале. Во оваа ситуација, значи гласаме за овие 4 коини кои што ќе бидат наскоро обработени, а тоа е Singularity, Filecoin, Aptos и Fetch.ai. Од кои што Fetch.ai и Singularity нет се AI коини, Artificial Intelligence, кои што се доста популарни. Filecoin е коин кој што се занимава со онлайн storage, односно блокчейн storage, и Aptos е Layer 2 солуција за која што ќе поразговараме, тоест, ако не се најдеме Layer 1 солуција, значи ќе образложиме се детално за истата, бев поправен кога го кажав ова првиот пат, нели нормално, со тоа што сите овие имаат голем потенцијал, а не толку голем маркет кап и се доста интересни за вложување во следниот bull market. И досега знаете и сами дека на сите плейлисти имаме доста видеа, значи досега имаме 16 проекти кои што се ги обработиле од 100, што пак не е мала бројка ако мене ме прашувате. Продолжуваме понатаму, нели кога имаме време ќе продолжиме понатаму со работа на овие видеа.
Така да уште еднаш утре очекувајте во нашиот роденденски подкаст, значи тоест подкаст роденденски лајвстрим. Ќе гледаме да примеме што повеќе прашања од вас, затоа и гледаме да го направиме негде околу 4-5 часот. Значи, нели, ќе дадеме простор од 4 до 5, негде ќе видиме како ќе успееме да се уклучиме, но во овој период уште од сега ќе го најавиме самиот лајвстрим во кој што ќе може да не прашате се што ви интересира. Значи нема да имаме теми на разговор, исклучиво ќе биде за вие да можете да ни поставите прашања без разлика од каков тип на прашања ќе бидат. Значи овдека сме да одговориме се, ќе дадеме се од себе, тоест ќе дадам се од себе јас, затоа што моментално јас го водам овој дел со канал. Така да ви благодарам. Се гледаме во текот од утрешниот ден, се надевам ви се допадна работата на овој канал како и досега и продолжите понатаму да се работувате со нас. Имате добар ден и поздрав од Крипто Кемиџија.